Европратениците го одобрија извештајот за напредокот на Македонија за 2025 година на денешната пленарна седница во Страсбур. Резолуцијата беше поддржана со 411 европратеници, додека 120 гласаа против. Амандманот 3, предложен од известувачот Томас Вајц, со кој ќе се избреше ставот 73 од идната резолуција, беше отфрлен. Обидот за отстранување на текстот беше отфрлен при што 338 европратеници гласаа за неговото задржување, а 126 за негово бришење. Ако амандманот беше усвоен, текстот нема конкретно да го спомене вториот протокол кон договорот за добро соседство меѓу Македонија и Бугарија. По објавувањето на извештајот, со свој коментар се огласи политичкиот аналитичар Бранко Геровски. И ова е показ дека всушност вториот протокол станува нераскинлив дел од европскиот процес понатаму, бидејќи европските извештаи во принцип служат како не само објективизирана слика на состојбите во една држава, туку многу повеќе како средство на притисок кон владите да прифаќаат некакви услови, понекогаш и уцени, како во случајов, така што лично мислам дека извештајот од тој аспект е, колку што видов во целината од она што се предлагаше, е балансиран, има пофалби, има и сериозни критики за состојбите во Македонија, но во основа тој останува уште едно средство да се принуди македонската влада да го прифати тој единствен услов за почеток на преговорите, после кој дефинитивно се што значи вториот протокол, разговори за историја, разговори за идентитет, дека натаму остануваат во фокусот на преговорите и ќе бидат сериозна пречка во натамашниот процес. За Геровски, во наредниот период Македонија мора сама на себе да си даде гаранции, а не да очекува од Европа вакво нешто. Исто како што се случи во раните 90-ти со донесувањето на Лисабонската декларација, со која експлицитно беше забрането да се употребува нашето уставно име. Но, како што вели Геровски, Македонија сама се избори тоа да остане. Она што може да го направи македонската влада е гаранциите за кои инаку се зборува во еден документ од 2021 година на парламентарна декларација за позициите на Македонија во спорот со Бугарија во европскиот процес, всушност да ги имплементира заедно со внесувањето на бугарите во уставната преамбула. Со други зборови, ако бараме гаранција, треба сами да си ја дадеме, бидејќи оваа држава сама станала држава во 40-45 година, сама се осамостои во 1991 година, не чекајќи гаранција од никого. Тогаш, ако се сеќавате, имаше Лисабонска декларација во која беше забрането експлицитно името Македонија да се употребува, така што и сега сме во иста или слична позиција да сами треба да го направиме за себе она што ние сакаме да стои во уставот.